Спремни сме за почетокот. Утре вечер во 19 часот и некоја минута ќе има изложба од карикатурите на Василije Поповиќ Цицо. Вие некои сигурно повозрасните што се и од мене го познаваа и лично, но и сите сте слушале, тој беше голем уметник, неговите карикатури дадоа траен белег во театарската уметност во Македонија, посебно во Скопје, а најточно и најконкретно во Македонскиот народен театар. Изложбата ќе биде во галеријата која ја знаете сите, од центарот. Потоа ќе имаме тука една изложба во ова нашево фое тука од Дениро, ова што е едицијата. Во 20 часот ќе го започнеме фестивалот со доделувањето на наградите за животно дело. Веќе ги објавивте добитниците и познати им се на сите. И со Господ напред, во 20 часот и 30 минути ќе ја започнеме оваа фестивалска ревија, ово фестивалско издание со Битолскиот народен театар, поточно со представата Хеда Габлер од Хенрих Ибсен, во режија на Звездана Ангеловска. И потоа следуваат и другите представи, што се во склоп на програмата, било во официјалната, или јас како што ги нареков представи во и представи во вон. Значи, представите во официјалната конкуренција, тие се 11, веќе ги објавивме и се познати на јавноста. Оваа година, ќе повторам уште еднаш, го видов повеќе од 35 представи. Вкупно заедно, 11 дојдоа во официјалната конкуренција и мислам ќе има сосе пропратната, полноќната или оф програмата или како што јас ја велам таа што е вон официјалната конкуренција, околу 20 представи. Ќе биде богата програмата, разнолика, разновидна, вдахновена и инспиративна. Полноќната програма, како и изминатите 2 години, за радост и со согласност на целото собрание на фестивалот, им ја посветуваме секогаш на младите творци, тоест на представи што се работени вон програмите на театрите, како независни или како проекти што се собрале група ентузијасти, направиле представа и ги носиме тука на фестивалот и да добијат афирмација како една награда за нивниот вложен труд, а и да се види нивното вдахновение, нивните таленти, нивните идеи, нивните пораки и нивните концепти. Се покажа дека тоа е многу добро, самите сте сведоци колку се полни тие представи, исто така не помалку од другите. Иде многу публика, публиката е претежно од младата популација во градот и од тие што гостуваат. Тоа е тоа. Во пладневните часови на фестивалот имаме предвидено промоции на литература поврзана со драмската уметност. Потоа ќе организираме на 9 јуни во 12 часот една трибина. Трибината има наслов Музиката во театарските представи. Ги поканивме овие што се наши еминентни композитори што компонираат музика посебно и за театарските представи, како што е Горан Трајковски, Маријан Нечак, Венко Серафимов и така натаму. Промотор за таа трибина ќе биде режисерот Дејан Пројковски. Ете, тоа е програмата, значи промоции на книги и таа трибината, изложбите. Целиот ден, целото деноноќие со се пост полноќните забави што ги организираме
секогаш. Целото деноноќие ќе биде во денот покриено со манифестации и со дејности.